Dobar, убав и среќен ден, најмили гледачи! Ве поздравувам од комплексот, тоест ресторанот, етно ресторан Златно буре Кучково, заедно со целиот тим, вработените персоналот овде и нашиот тим од Вкусот на традицијата Алфа телевизија. Овде сме денеска специјално само за вас со новиот рецепт на денот. Знам дека многумина од вас се љубители на убави кремасти салати. Јас најчесто велам дека во овие салати најбаво е кога во тие кремастите ќе ставам кисели краставички, така ми стануваат красатки, кога имаме бело пилешко мевце и така натаму, но ова салата е збогатена со печени кикирики. Излупени, или ако имате вака веќе подпеченки, можете убаво да ги стоплите, да ги насолите и малку ќе ги исчукам со ова чукче, значи ова е бела кремаста салата со кикирики. За да ја направите неа, ќе ви биде потребно 100 грама бело пилешко месо, сварено и златено, 3 до 4 кисели краставички поголеми, 100 грама кикирики, 100 грама рендан кашкавал, 300 грама павлака, малку сол, малку бибер, малку масленце 2 до 3 кафени лажички и по вкус доколку сакате можете да ставите триена сол или можете да ставите и кари. Зависи кој што љуби. Некој сака кари, некој кој сака вкусот на традицијата како ова со ноктек, со чубрика и така натаму. И сол, значи, по вкус. Сега прво што ќе направам? За да го збогатам вкусот на салатата, јас вака уште малку ќе ги подпечам кикириките. Кога ќе го добијам оној првиот мирис, тогаш веќе се готови. И ќе мешам постојано, ќе ставам малку сол со постојано мешање. Така, малку само да ги подпечам. Повторно ќе ги вратам во овие и ќе ги протресам уште малку, затоа што овие се, оние баш со лушпа, струмички кикирики. Може имаме малку лушпичка овде, но ќе одбегнеме. Лупи не се долупуваат. Така, тие сега ќе почнат да пуцкетат, во меѓувреме јас ќе го насечкам белото пилешко месо. На ситни коцки. И како сечкам, така ќе ставам посадот. Знаете, пилешкото месо кога е сварено, тој само се разресува. Еве ги почнуваат веќе и убаво замирисуваат. Ова салата, која ќе ја направите, ќе оставите во ладилникот едно час-два пред да ја послужите. Може повеќе денови да остане 2 до 3 дена во фрижидер. Доколку остане. А не ми се верува. Вкусот е прекрасен. Толку лесна салата, толку вкусна.
Така. Мора добро да биде сварено белото месо. Ете така. Сега ќе префрлам тука. Така. Сега ќе ги наредам краставичките. На најкрупниот дел од рендето. Во меѓувреме ќе промешам. Така. И тие да ми бидат подготвени. Сега уште малку и ќе дојде време и за ставање на зимница. И да ставите повеќе кисели краставички, воопшто не е проблем. Нема да ја расипете салатата. Така, ево уште една ќе ставам. Одлично. Ова веќе готово. Така. И краставичките се подготвени. Сега да видам кикириките до каде се. Да пробам една. Ги оставам уште малку да се запечат и да се изладат. Ете тоа е тоа. Токму ова подпекување на кикириките во тавче ќе го промени вкусот на салатата. Значи, ќе ве тера постојано да јадете, да не можете да запрете. Веќе е готово. Остава малку да се излади додека јас ги подготвам другите состојки. Така. Само да пробам малку. Прекрасно нешто. Мераци. Така. Малку ќе се подизладат. Сега го ставам месото. Ги ставам киселите краставички. Малку ја исцедувам водата. Не многу. Така. Го ставам кашкавалчето рендано. Така. Сега ја ставам павлаката. Ако немате кашкавал, можете слободно и сиренце да ставите. Слободно. Ќе додадам малку сол, а потоа ќе пробам малку бибер, малку триена сол, и малку масленце. Така. И сега сето ова убаво ќе го промешам.
да се изедначат сите зачини, убаво да се поврзат меѓу себе. Мислам дека е добро. Така, сега малку ќе ги подкршам кикириките. Евака. Со едно чукче, така го викаат. Чукче за шницли. Уште малку. И баш треба така да крцкаат по салатата. Да земам една салфетка, затоа што ме воска ова малку. Така. Супер. Колку е и освежителна, па кога ќе ставите во ладилникот, убаво да се излади, кога ќе се стегне таа мераци. Вкусот на традицијата ви овозможува секој ден да имате некој ново изненадување. Нешто можеби што не сте направиле, нешто што можеби претходно сте го правиле, па сте заборавиле. Затоа тука да се подсетиме, да си размениме рецепти. Мислам дека е доволно и дека е добра. Како ова мириса. Сега ќе ги ставам во целата смеса со една лажица. Така. Така. Како убаво мирисаат, леле, како мирисаат, како се крцкави. Сега ќе видам ако можам да ги ставам овде. Да ги протресам малку тука, па од озгора да земам, за да не ми влезе некој лушпиче внатре. Така. Иако нема, скоро се чисти, убаво се чисти. Ете така. Затоа вие продолжете и понатаму да ни испраќате специјалитети, рецепти, стари, подзаборавени, а ние сме тука да ги објавиме или повикајте не, ние ќе дојдеме кај вас и ќе си другаруваме цел ден и ќе си снимиме рецепти. Еве веќе е готова. Во кујната ќе ја префрлам во еден сат, што е специјален за во фрижидер, за во ладилник. Само треба да пробам за сол да видам дали е доволно. Фантазија. Фантазија би ставила уште малку триена сол. И уште малку биберче би додала. Ова е нешто прекрасно. Ете така. Значи, останете со вкусот на традицијата од како ќе ја изгладам, ќе ја послужам на трпезата и ќе видите со што би можеле да ја комбинираме. Се гледам.
прекрасно аранжирана нашата крем салата со кикирики. Се заблагодарувам на господјата Дијана во кујната на етно ресторано Златно буре и сега да ја пробаме. Да ви кажам, ова како ми изгледа, послужена со подпечено лепче, ова може и оброк да ни замени, ова може вистински ручек да биде, а не само салата. О, прекрасно, прекрасно. Така, ова мора да биде убаво изладена. Па како ќе рпкаат кикиритките. Фантастично. Леле, колку е добра. Ао, мајко. Не можете да престанете да јадете. Генијално. Се во таква добра рамнотежа. И зошто да не? Малку крцкаво лепче. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Кога некој ќе ти се јави, имаш ли една минута за мене? Немам, но ќе ја создадам за тебе. Така се постапува кон човек кој што ти значи. Сето останато се само голи приказни. На здравје, се гледаме во следната емисија. Направете ова салата и уживајте во овој неповторлив вкус. На здравје!